болт. Не може, не. Не Италик, не болт. Зајбанци. Добро наседнав. Тоа е. Што имаме следно да завршим? Да, не, јас се преслушувам онака. Ја почнав реченицата. Зошто YouTube не е толку битен? Неколку причини. Значи ова битно, многу е битно да се слуша сега. Гледаме каде е на глобална светска скала, каде е YouTube. Гледате, трет сајт на светот. Втор најголем пребарувач после Google. Исто така YouTube е собственост на Google. Значи затоа многу често се појавуваат, например, how to кога ќе пребараме, многу често, или што и да е, кога ќе пребараме, многу често се појавуваат видеа на прва страна. И тоа не било кој видеа, туку YouTube видеа. Се ради тоа што, прво тоа што YouTube е собственост на Google, нели? И е многу лесно, односно полесно можеме да стигнеме со видео на прва страна на Google, отколку со текст на видеото да биде насловено, нели, нормално, на таков начин како што треба, исти начин, интересно да биде. Значи видео, се, и видео, и сликичка, и се да биде именувано интересно. Значи, покотово за видео и за наслов на текст, важи да. Гледате, сите други резултати што ги добиваме не се толку интересни текстуални, колку што се овие интересни тука што со видео, така? Секој од нас голем дел би кликнал прво на видео, па друго нешто. Значи привлекува затоа што има сликичка, превиу од тоа видео. И сега друга причина. Значи со тоа што ставаме YouTube видео на сајтот наш, на нашиот сајт, го зголемуваме нели времето на ембед, ако ставиме, го зголемуваме времето на поминување на луѓето, просечно време на поминување на нашиот сајт, значи на останување на нашиот сајт. Затоа што луѓето ти се загледаат видео 2-3 минути ќе останат. Тоа е тоа. Значи една работа, друго, ако користиме YouTube видео. Значи, сте забележали најпрво дека огромен број на видеа имаат милионска гледаност, така? А многу ретко има текст кој што има милиони читања. Значи, многу ретко. А милионски видеа секој ден има, така? Секој ден има нови и нови милионски видеа. И тоа многу. И уште една работа, конкуренцијата, што, значи, најголем број од луѓето кога се спомне дека ќе треба да се прави видео, паѓаат во несвест, односно размислуваат дека тоа е невозможна мисија. Значи, и веднаш што во тој случај 80% од конкуренцијата ја оставаме зад нас. Значи, ја оставаме зад нас и затоа што размислуваат дека кој знае колку е тешко да се направи видео, кој знае колку професионално треба да биде, кој знае каква опрема и софтвери и способности за едитување на тоа видео. Значи, тие работи, да, значи храброст немаат и тоа сега во секој случај тоа треба да се потенцира, затоа што буквално во овој момент кога работиме нови работи, кога не сме комотни, не сме комфорни, во непознато се наоѓаме, нели? Во тој момент напредуваме, учиме и се развиваме. Значи знаеме дека е така и треба да се научиме да така и да живееме. Кога учиш нови работи, цело време развиваш, пробуваш некои работи и тука ти запали. Некој што си седи домче, си чека да го вработат, си чека од мама, тато, наследство да му дојде нешто, да земат плата на неговите, да му дадат пари. Буквално најголем дел се такви. Значи затоа ние имаме предност. И секој што треба да биде од девиза во животот, храбро. Значи не остави тоа за утре тоа што може денес да завршиш. Не одложувај најтешката работа веднаш заврши, нели тоа што беше за жабата на почеток. Значи во денешно време е многу поедноставено креирање и аплодирање и едитување на видеата, за разлика од пред неколку години. Еве сега почнуваме со YouTube. Тука. Така. Значи имаме YouTube типови на видеа. Значи можеме на YouTube да направиме видео на најразлични начини. Не мора да е секој што баш видео на кој што се гледаме ние целите. За почеток треба да се споменат овие видео резолуции.
Значи DVD резолуција која што е актуелна се уште на нашите телевизиски екрани, дури помала резолуција има од DVD, PAL резолуција се користат. Значи ова е веќе застарено. Значи секој уред што сега ќе го користите моментално или во иднина ќе биде барем HD ready, значи вашите мобилни сигурно снимаат барем HD ready, а најчесто во Full HD. Значи оваа резолуција. Чисто да ги знаете вака кои се како се резолуција, не мора на памет да се знаат, да ги имаме тука како евиденција. За евиденција. Имаме различни типови на видеа. Значи можеме да снимиме talking head видео. Како изгледа тоа talking head видео. Значи многу често кога барате на Google може да пребарате, нели, по дефолт е на веб опција, може да пребарате на видео. Talking head и ги добивате сите резултати ќе бидат видеа, нели. Како што барате сликички на images. И ова е talking head видео. Значи човек стои пред камера, зборува, дискутира за некоја тема, советува, лекции држи, значи не е тоа talking head видео. Доволно е за една таква работа да си земеме на ваква нека камера ефтина која што мене ме кошташе околу 2000 денари, сега за Logitech камера препорачувам или нешто слично, кој знае да се одбере сам. Ваква камера, значи ова камера е HD ready беше резолуција, сега има за тие пари Full HD сигурно и овозможува да се снимите, јас чисто само како микрофонче да го користам од таа камера, ништо повеќе, али сум снимал и такви видеа едукациони. Што е битно во овој случај, што значи текстот може да биде не мора ние сето тоа на памет да го знаеме што ќе го кажеме, туку текстот да биде отворен на екран на во еден Word документ и го читаме тоа што го кажуваме, едноставно. Значи тоа е тоа. Еве какви се тие видеа. Дискусија. Може да има интро. Значи, како тоа би требало да изгледа, значи не мора да биде толку професионално, може да биде баш на класично само видео, ништо не мора да ја прелази. Да, секој си има. Значи може да биде слайд шоу видео, видео направено од слики, со нарација, наш коментар. Кој има наш коментар, односно нарација, тогаш добива на вредност, добива на авторитет тоа видео кога ние зборуваме, наместо да ставиме музика во позадина. Значи не можеме било каква музика да ставиме во позадина на тоа слайд шоу видео, затоа што YouTube кога ќе го аплодираме ќе препознае дека таа музика е под копирајт и треба да со тоа што YouTube има огромна музичка библиотека која што и ни возможува направи видео, аплодира и залепи од таа бесплатна музичка библиотека и немаш проблем. Чи 150.000 траки. Чекај, при само тоа аплодирање се лепи музиката? Ја го аплодираш видеото и во тој момент си е со оригиналното аудио. И може да залепиш кој е било и во рок од 10 минути станува активно тоа другото. Значи се чува и таа старата верзија, али вака можеш комодно да, или ако немаш аудио, например, нешто, имаш само слайд шоу, сакаш музика да ставиш, можеш да одбереш било кој жанр таму, нема по жанрови, по категории на музика. И, значи, еве еден таков, чисто како за фрканција го направив тоа. Едно видео. Еве, уште една работа што многу лесно излегуваат на прва страна видеата на YouTube. Значи, Артичок, ова е слайд шоу видео. Артичок, често се додава на да добијат бојот вкус. Еден артичок содржи речиси 3 грама протеин. Артичокот во народната медицина се користел како афродизијак, но и за други состојби, како анемија, артритис, жолчни камења, јадеж и каснување од воја. Во поново време артичокот се употребува како лек за синдром на иритабилни црева. Значи ова текстот не го ни напишав јас, го читам од некој друг сајт, значи го него не имам напишано. Затоа што тоа е текст, а ова е видео. Значи видеото не подлежи на аудиото, на текстот, јас кога зборуваме се нешто сема друго отколку кога зборува Бенјамин. Да. Да, значи нема начин, тоа е тоа. Видео дури копирајт да има. Ако и дури на повеќе канали да го има, не е проблем.
Само за текстот важи тоа дека мора да биде прераскажен. Слика исто. Нели може да има на повеќе сајтови да нема проблем. И еве, нешто може да се стави лопци тука за повеќе. Ова е чисто аматерски за пример за повеќе славете мака. Значи и се најдов добри сликички од сите извори за Артичок и еве сега нема кој знае колку гледано затоа што на кирилица на македонски тука. Значи може ова чисто за пример беше и нормално можеме да ставиме тука линкче до нашиот текст или до нашиот сајт главна страна. Следно, какви други типови на видеа имаме? Значи имаме PowerPoint slideshow, каде што можеме да направиме, значи може да дадеме музика или наш коментар тука. Нели со кликање преминуваме на следен слайд на PowerPoint и тоа го снимаме со Camtasia. Овој програм што го користам за снимање на лекциите тука. И затоа тој програм го има со лиценца за сите вас на на форумот. Значи овој програм со кој што ги снимам видеата го има тука. Camtasia се вика, Camtasia. Пребарувате тука Camtasia и еве програм за снимање на вашиот екран. Camtasia Studio 7. Еве ги файловите кои што треба да се снимат и да се инсталира, лекции како се користи оваа алатка има тука директно од производител и уште едно YouTube видео. Че имаме тука доволно материјали. Кој сака да си користи, да си прави лекции, да се занимава со креирање на вакви видеа, значи доколку темата му дозволува. А секоја тема дозволува, може нели едукациони видеа во за храна, може едукациони видеа, значи за што било. Приготвување, да. Добро, али приготвување мора со камера, знаеш, да биде друга. Не може екран да го снимаш. А не, добро, да, сега еве другите типови на видеа ги спомнеме. Значи снимање лекции, туториалс, гайд со Camtasia, тоа го спомнавме, и PowerPoint предходно исто со Camtasia. Вие се снимате со HDR камера, режија глума, значи вие сте one man show и најдобро е ставите така сами да почнете, значи во изведување на овие улоги. Понатака може на Skype split screen интервју со некого, исто екранот да биде снимен, вие и двајцата ве има, нели, двете страни ги има на Skype и овој муабет, односно интервјуто се снима со Camtasia. Drawing video. Ова е корисно кога се продава, кога имаме производ за продажба. Значи, drawing video е how to unlock your Windows password. Ево. Едно вакво видео што е многу ефектно. Has this ever happened to you? Ќе признаете дека е многу ефектно. If you're looking for an easy way to reset, Вакво видео кошта, нормално, може би $500, зависно од тимот од сценарио како треба да се изведе тоа. И се исплати само кога имаме еден производ, софтверски, може би производ за продажба или нешто друго. Понатака, имаме други типови на видеа, професионална екипа за снимање со глумци, која што опција е достапна за брендови, познати луѓе, значи професионалци со голем буџет. Кој што за сега дури не е ни потребна за да се успее оваа опција, верувајте. Значи многу често сте сведоци на некакви аматерски видеа кои што воопшто се снимени сосема случајно, а постигнале огромни бројки. И сега ќе видиме некои примери тука на успешни приказни на YouTube. Сите го знаете Gangnam Style. Буквално со една песничка планетарно популарно, достигна планетарна популарност. Еве го, значи official 2 милиарди има веќе. Баш, еве го, 2 милиарди 30. да. Со тоа што YouTube, еве гледате, 2 милиарди прегледи. YouTube плаќа за гледано во савана земји, да речем, по-културни земји и по-развиени. YouTube има можност на луѓето да заработат со YouTube
Нема потреба да стават тука watermark, да стават линкови под видеото, туку YouTube им плаќа за прегледи на тие видеа. Значи YouTube им плаќа по 2 до 8 долари отприлика беше на 1000 views. Значи, да, на 1000 views плаќа од 2 до 5 долари. Значи, ова, ако скратиме тука, ти дојде 2 милиони, по 5, 10 милиони има замена само од ова видео. Сработено. Да, 10 милиони и доводи, да. 10 милиони долари. Да, само од ова видео. Но немерлива е неговата популарност која што се, значи кој што е достигна со песната, светски концерти со многу познати звезди, поканет на приватни забави секаде, значи буквално из целиот свет. Сега со Snoop Dogg имал некои заеднички. И државата што му плаќа тие лудичките, Аха. или секој месец што се пушта со законот, што е. Да. Тоа е светски закон, секаде го има. Да. Кај Што го донесе кај нас? Застапнички права. За авторски права. Ваши е таму му плаќа тоа. Да. Или некој други ако е него. Како и да е. Значи, YouTube, гледајте, има 7 милиони претплатници, 7 милиони 200 илјади претплатници, скоро 300 илјади. Значи, многу повеќе од колку што има претплатници некои светски телевизиски куќи. Значи, што е претплатник, нели? На YouTube знаете сите, сте се претплатили на новости од тој канал и штом се логирате на YouTube, а скоро сите барем еднаш неделно на YouTube сурфате, барем еднаш, некои секој ден по многу пати. Она видео, значи, кај што се претплатени и се појавува како прво. И плюс ви стигнал имейл порака дека има ново видео на вашиот омилен канал. Гледате 7 милиони претплатници. Значи, со тоа што со YouTube се прескокнуваат многу бирократски, административни формалности кои што не се потребни, нема регулативи, нема ништо, едноставно се имаме потполна слобода на изразување. И доколку сме интересни и што сме на некој начин, можеме да постигнеме многу. Еве вкупно колку има about на овој канал. Значи вкупно скоро 4 милиарди гледаности има. Значи сите заедно видеа, едно има 2 милиарди и уште сите заедно други 4 милиарди скоро, значи 20 вкупно милиончи. И еве 7,3. Пола од вселената. За тоа што има многу други канали кои што се исто популарни. Значи еве овој Evolution of a Dance. Ова е едно од првите видеа кои што стана многу популарно, 270 милиони. Значи вирално. Што значи вирално? Вирално, нели, значи се пренесува како вирус. Тоа значи се шири, брзо се развива. За тоа што видео е објавено во 2006 година и овој баш буквално за 2006 бројка 270 милиони е стварно огромна бројка. Стварно огромни цифри. Еве што е ова видео. Значи еден комичар буквално со едно единствено видео се прослави фантастични бројки непосредно здоби. Значи буквално има огромен број на огромна популарност. Еве го неговиот сајт, имаме опција под видеото да ставиме линче на нашиот сајт, каде што достигна стварно фантастична популарност не само во Америка, туку го бараат на приватни забави, го бараат значи на некои случувања други и се поради едно единствено YouTube видео. Значи еве, кој сака да го повика на ваша забава, еве телефонче. Дошол сигурно. Па сигурно. Значи, вакви луѓе како него, кои што се има луѓе, значи 10 милиони сигурно не. не тоа. Значи, има луѓе кои што се спремни само да им платите авионска карта и друго нешто колку им се работни часови да дојдат од кај било од светот. Значи, така функционираат успешни луѓе многу. Значи, што се баш експерти, што се незаменливи на некој начин. Еве, има еден постојано многу, знаете ли интересни глупости и случки, што има. Еве, ова постојано можам да го издвојам. Што сакам се да покажам? Аха, how to take off your shirt. Има еден Russian hacker. Не знам дали го имате гледано. И како да се облечеш мајчка.
Ево, баш интересно да се погледне. Like that. You see in so many states. Како вистински начин да импресионираш, нели, Pockets. и женска како да се солечи. Стварно е добро, бе. Ево, например. Значи, еве колку видеа, 4 милиони има гледано с тоа. А колко видео има? Има многу. Целта е да се направи нешто интересно. Има и други работи, има како што ќе се случи ако кола е вриеш па останува шекерот само. Значи буквално некој со тоа што гледате ова со колата колку е гледано. Исто рекордно за рекордно време 2 милиони или друго беше тоа со кола. So we got our chicken wings. А не. Russian hacker. What's up, everybody? Welcome back to my about tour. See, it's a bomb Thursday. Кога? Кола. Ево. 17 милиони. Ево 17. И сега, овој со овие пари има буџет што сака да прави, да пет да шета, да патува, да изведува разни будалаштини. Глупости. Да. Па и стварно е убаво. Искрено. Че што прави врие, ги врие тука. И на крај што се направи шекер. И баш популарно, пошто е поврзано, повторно да спомнеме со многу познат бренд, нели? Значи тоа треба да се искористи. Со познати брендови и познати луѓе. Затоа текстовите ќе бидат поеки. Каде и да се ширувани, ќе бидат погледани доколку се со познати лица и брендови. Тој што роби жарно интерес. Основно да се позна. Да. Ватница. Како? Голден Ейд. Ватница. Аха. На трите дела што даде. Да, тоа го... Голден Ейд. Значи, што е и Румен Шарма, ја го препорачувам исто, така сега, можда не е ова за ова видео да се сниме, али, препорака да се чита блогот на Румен Шарма. Значи, фантастичен, уживам кога ги читам и ги слушам неговите работи, затоа што ми се чини дека единствено сите со овие книги, од наредно ќе го препорачувам и Румен Шарма секако, затоа што така добро ги има доловено тие работи што треба да ги правиме. Значи, буквално фантастично. Доста е просто само да го читаш. Постовите се доволно, не мора ни книгите. А една книга, ова со Ферарито, ја прочитав јас она без, како беше, лидер без титула, таа е за секој, значи таа ќе биде обавезна лектира за секој што ќе почне да работи за мене од следно. Молам? Лидер без титула. Да. Тоа е фантастичен книга. Мисля, ова е ли таа? Ама таа не ми е прочитана ова, ама до крај уште малку сум. Тоа е доста добро. Многу добро, многу. Што е, знаеш што е основата? Во што е да работиш да бидеш шампион? Што е да работиш? Најдобар. Најдобар. Тоа е. И успеваш. Во се. Али се пак се сведува на фокус и посветеност на една работа. Не на 5. Една, максимум 2, додека не ушалтуваш во една да бидеш. Не сакала, верим за концентрација. Да, и од книгата е исто. Добро е, супер е таа книга, да се прочиташ. И да се користи таа треба. И YouTube е стварно фантастичен за се што ни е потребно. Што друго имаме да кажеме? Значи, сега можеме да преминеме на... Еве, например, уште еден пример како може да се успее на YouTube. Еве, Марина Орлова, Hot for Words. Значи, не е американка, не е мајчин јазик, англискиот јазик, русинка е. И еве ви, секогаш многу оскудно облечена.
Што е проблемот? Значи, лингвиста е женската и објаснува некои тешки зборови од англиски јазик, како е зборот факт тука. И секогаш изведува нешто, значи, фактички зголемува посетеност на ваков начин. Гледате. I would ask you lots of further questions. Да. Значи, тоа е тоа. Али не препорачувам вака да се постапи, туку, нели нормално, разгледуваме различни начини на заработка. Да. Да. Значи има други различни канали, може да научите да погледнете што е популарно, али генерално најубаво е да се снимате своји видеа, макар и аматерски да се, затоа што во иднина на сите сајтови без видео нема значи да функционираат. Значи на секој ќе му треба видео да направи видео за ембед, а тоа може да биде и вашето видео. Да, со добар телефон сосема фантастични видеа се снимаат, фантастични. Тек тоа ќе биде, значи ако во овој момент со добар телефон, за 5-6 месеци ќе биде со стандарден телефон. За 2 години со секој телефон. Значи буквално нема потреба, нема потреба се носи освен за некои професионални снимки, што се за бизнис, не за приватна потреба. Нема потреба да се користи. Значи јас бев присталица на тоа да се користи секогаш дигитален некој, мислам, да се користи парен полупрофесионален апарат. И тоа е тоа. Да, така беше се развива сега. Паѓа цена. Значи, како сега ќе направиме овој YouTube видео? Собираме слайд шоу на YouTube видео, ајде да го поделиме видео.